Почитувани колеги, сакам да изразам како пратеник поддршка на донесувањето на овој закон за измена и дополнување на Законот за социјална заштита. Ова проблематика ми е фах во целокупното мое досегашно работење со јавни работи и упатувам до сите претходни колеги дискутанти, посебно до колешката Шахпанска, да по овој закон се однесуваме повеќе како пратеници и застапници на граѓаните и во случајот на оваа категорија на лица, а помалце како представници на партиите и да ова у најмала рака не биде предмет на оценување, преоценување и компарација на претходната влада, оваа влада, позиција, опозиција, него да бидеме како пратеници. И во таа насока, јас лично, многу се совпаѓаат предлозите од Министерството и од владата, пред се со воведувањето на институтот персонална асистенција, која што за голем број на родители кои што имаат вакви членови во нивните семејства, че значи едно големо придонесување во намалувањето на проблемите во однос на условите за живење во врска со зголемените потреби на нивните членови од семејство кои се од оваа категорија. И тоа решение како новина го поздравувам. Многу се исто така совпаѓа и рационално решението по однос на укинувањето на двата услови, да не зависи од приходите на лицето кое е барател на нега од трето лице, што е многу на место, бидејќи по основ на приходи да не се селектират необходноста од остварувањето на правото на надомест на лица на нега од трето лице. Исто така и условот што се укинува дека за родителот стекнувањето на правото на надомест од плата по основ на член на семејство кое со умерени попречености и со одредена инвалидност да не зависи од возраста на корисникот, значи неограничено временски, е исто така едно позитивно решение и што треба да се прифати. Она што јас сакам да го потенцирам, а не беше потенцирано од предлагачот во објаснувањето и од досегашните дискутанти, тоа е врзано со укинувањето на конзилијарното мислење и наод, односно самиот орган оде на лице место по барањето и документацијата од оваа категорија на граѓани. Јас за оваа проблематика зборев во извештајот на Комисијата за жалби во втор степен, меѓу другото и во областа на социјалната заштита, кога истакнав дека првостепените решенија кои што се негативни се одлучуваа по жалба од комисија која што е во надлежностите по критериуми од правен карактер, значи од правен аспект, и во најголем број на случаи имаше потврдување на негативните решенија донесени од конзилиарните комисии од тројца лекари, специјалисти од односната област. Овде сега решението се совпаѓа со моето застапување по тој извештај и се предлага во жалбена постапка комисијата во втор степен да биде исто така од лекари кои се со специјалност од односната област и тоа од составот на клиничките болници, и мислам дека со тоа многу ќе се придонесе и однос на правичноста во заштитата на правата на оваа категорија на граѓани. Тоа го
искажувам како дополнување во објаснувањето, а сега сакам да предложам до предлагачот во однос на наредното разгледување во второ читање на законот да направите едно испитување. Имам контактирано од мојот град Кавадарци со една категорија на овакви со инвалидност граѓани, сограѓани и нивните родители, кои што имаат потреба заради високиот степен на инвалидност од медицински помагала, електрични колички. И една медицинска направа која што се користи за надминување на качувањето, односно семињање на оваа категорија на инвалидни лица кога живеат во колективни стамбени згради, скалите. Мислам дека нема да има никаков проблем, нема да биде никакво скромност во штедењето за и оваа потреба, која сега има своја специфичност, да се допрецизира во закон. Во делот на видот и квалитетот на овие електрични колички и помагала медицински за качување по степеници кај што имаме живење на оваа категорија на лица од овој карактер. Би било добро, ја имам предлог за таа, имам и слики кои што како би изгледале тие, но би било добро да тоа произлезе, бидејќи е врзано со буџет, би било добро да произлезе од самото министерство надлежно. Сигурно и вие го имате тоа како проблем и како барање на крај на краиштата, и верујте ми, ќе направиме една многу хумана работа да со мал износ на финансиски средства, а викам тука дека не треба да се штеде, ќе ги задоволиме специфичните барања на оваа категорија на лица, за да се изедначи, да се интегрират тие како личности, како граѓани, за достапност во сите услови и потреби што ги имат за живење. Уште еднаш апелирам во поддршката на овој закон да не го користиме за други дискусии, да се концентрираме на нашата обврска на застапување на граѓаните кои се со потреби од овој социјален карактер и да тука на тој план се надпреваруеме. Еве, јас предложив да правната заштита во првостепеното конзулиарно мислење е добро решение и тоа треба да се афирмира, да и во заштита на правата во второстепена жалбена постапка повторно од стручна комисија да се тоа гледа од клиничките болници. Предложив, ајде да се надпреваруеме од овој дел. У наредното разгледување и одлучување по овој закон да се воведе и една плюс мерка која што не треба да се штеде во однос на финансиските средства што треба за нејзино решавање, а која што ќе направи да како пратеници во однос на застапувањето на тие наши сограѓани кои имат потреба од нега од трети лица и кои имат потреба од медицински помагала специфични, во случајот да со овој закон во една максимална форма и можности да ги задоволиме нивните барања. Благодарам.